Добар ден, господине. Дали може кратка анкета? Може бе, зашо да не може? За реконструкцијата на владата, што ќе кажете? Ау, да ти кажам, среќен сум, 2 дена од кафана немам излезено. Да бидам искрен, едно другарче стана министар, па ми вети некој тендерче. Ама за жал пред пола саат сватив дека им ветил уште на 10 другари. Премиерот Христијан Мицковски по завршувањето на мандатот нема да се кандидира за председател на државата, туку ќе се врати на факултет. Се шо да... Еве, ќе клекнам на колена да го молам да стане да се кандидира за председател. Ве молам се, па не се глупирајте, ајде се, ве молам. Мислам, тешко на студентите, кој ќе им се врати таму на факултет, нервозен и без власт, ќе им става петки со сласт. Опозицијата се закани, нема враќање на факултет, туку одговорност за криминалите, за изолацијата на државата. Браво, мислам. На времето Љупчо му се закануваше дека ќе го апси Бранко, па после Заев му се закануваше на Грујо, па Грујо одле пршел Гепек. Па Мицко се закануваше дека ќе го апси Заев и пола СДСМ, сега Венко му се заканува на Христијан и така се у круг, ме разбираш, кучињата лаат, карванот си врви и со децени МКП. Што ви значи тоа? Чича, мича, килава прича, бе, дечко, тоа значи. Изборниот законник повторно ги раскара партиите, има илјадници амандмани. Партиите се колват како петлиње. Јас ти гарантирам да им ставиш една ружа во вазна и да им кажеш да дебатираат околу ружата и околу тоа ќе се расправат. Едни ќе викаат дека ружата е бела, други ќе викаат дека ружата е црвена, трети ќе викаат ружата е од вената, четврти ќе викаат не е ружа, карамфил. И на крај од мака ружата ќе пукне. Во 2027 ќе поевтини струјата, најави премиерот. Струјата ќе поевтини, бензините ќе поевтинат, храната ќе поевтини. Па до кога ќе оди оваа ефтиноќа, бе, луѓе? Ми се иде да отидам кај шефот и да му кажам: шефе, те молам, намали ми ја плата од 30.000 денари, нема смисла јас да земам 30.000 на оваа ефтиноќа. И уште нешто ќе му кажам: шефе, те молам, не ми давај К15, заради тоа што од која све поевтини, јас секој месец си штедам по 200 евра, така да не ми треба твојот К15. Државниот завод за статистика лани регистрирал 911 бесправно изградени објекти, што значи дека секој ден никнувале по најмалку 2 дивоградби. Дечко, на нас мајмунџелуците ни се укрвта. Да ти кажам, 94% од населението ужива кога прави ујдурми. А што е со останатите 6%? Останатите 6% се бебиња и деца и кои ќе пораснат и они ќе прават глупости. Чао! Ајде, чао! Извинете, господине. Многу брзам. Само кратко, на кратко само. Се зезам, радосен сум. Добро се сеќате, добро се. Радосен сум, птен сум радосен. Добро, господине. Не знам зашто сум радосен, ама сум радосен. Добро. Така е. Да започнеме, Може. Добар ден. Добар ден. Странски туристи, господине, дошле да ја посетат нашата прекрасна земја и додека се возеле во автобус, возачот си пушел цигара внатре и одбивал да им пушти клима. Тие го замолиле да не пуши цигари, а тој им рекол само или напуштете го возилото, или држете се устата затворена. Пофино им рекол. Значи види, според мене овој возач е прав македонски човекољубец. Значи не им пушта клима на странцеве. Клима е опасна работа. Може стомагот да здоболи, синуси да расипеш ово. Значи он ги сака странскиве туристи, не уклучува клима. Втора работа пуши. Па може типчево емоционално, нервозно, и он ќе си запали цигарче, ќе си се смири. И ќе си вози безбедно, нема да направи сообраќајка. Значи тоа е пак во интерес на странскиве туристи. И трето им викат држете устите затворени. Па отворена уста е опасност, бе, може мува да ти влезе. Така, чадото цигарата ќе ти влезе. И затоа држи уста затворена. Овој македонски возач на автобус, значи он е класичен пример за македонската широкоградост и култура, која што е во постојано опаѓање, пошто овдека секој прави што ќе му се кефне. Да заклучиме, овие странски туристи втор пат нема да ги видиме во Македонија. А овој возачов и понатаму ќе си пуши автобус. Да. Господине, Добро го кажав. Одлично го кажавте. Според опозицијата,
80% од идните пензионери кои ќе се пензионираат во период од 2030 до 2032 година нема да можат да обезбедат ниту минимална пензија. Лаже бе езде, завајде бе од кај такви муавети бе, глупости, глупост. Баш сега да прерачунам, значи ја имам уште 5 години до пензија, 26 5:31. Так. Тогаш ќе одам. Значи ќе имате мизерна пензија. Абе не, абе СДС ќе го слушаш? Ја ќе имам супер пензија. Ама еве нека биде и мизерна пензијата. Не ми ја гајле бе. Мене знаеш ли што ми ја гајле? Што ви е? Бугарите да не влезат во уставот. Да бидеме горди и достоинствени, да бидеме слободни, да не подклекнеме под никаков диктат. Абе ако треба и треба ќе јадам. Ама Мицко и компанија вечно ќе ги славам. Ви И благодарам. одгоре ќе ги славам. Ви благодарам. Да, господине. многу сум весел, многу сум весел. Имајте убаво Ајде, ден. ајде.